Дали Македонија им го врти грбот на Соединетите Американски држави и на Европската Унија, а истовремено кокетира со Русија? На Фейсбук и на Твитер деновиве имаше голем број на коментари за тоа каква надворешна политика всушност треба да води земјава, додека едни сметаат дека Македонија треба да се држи до своите евроатлантски определби, други сметаат дека всушност нашиот појас за спасување е Русија. Топ тема на ваша страна го побара вашето мислење за тоа дали сметате дека политичките кризи на Балканот го вртат регионот повеќе кон Запад или кон Русија. Ве запрашавме и зошто дел од партиите создадоа пракса на нетрпеливост и вербални напади кон западните амбасадори. Како тоа се одразува на државните интереси? Драган Алцинов ни одговори. Зошто велите некои од партиите, единствено ДПМН се обиде да создаде таков однос за дневно политички цели, загрозувајќи го својот статус како сериозна партија во иднина. Државата не загуби ништо од тоа, но ДПМН загуби многу. Конечно, излегува на виделина карактеристиките на раководството на таа партија. За тоа во која насока се движи Балканот, Александар Поповски ни напиша на Фейсбук. Центар на Балканот е Истанбул или поранешен Цариград, но различните религиски вредности го оддалечија тој центар од Балканот. Колку што го оддалечија, тој станува невралгично подрече, баш по причината на оддалечувањето од центарот. Западот е неминовна ориентација за привиден мир и соживот на различните религиски вредности. Дали ваквиот политички пинг-понг помеѓу Истокот и Западот ќе го почувствуваат граѓаните на свој грб? Ова е прашањето што многумина си го поставуваат денови на социјалните мрежи. Топ тема на ваша страна го побара и вашето мислење околу тоа, зошто Македонија декларативно е за ЕУ и НАТО. Го избравме САД за стратешки партнер, но во реалноста дали повеќе кокетираме со Русија? Каде не води ваквата политика? На Фейсбук Борис Рочо напиша: примарната цел е продавање на магла и замајување на јавноста, односно пренасочување на вниманието од реалните проблеми со кои се соочува самата партија, преку создавање на измислени непријатели. На тој начин го држат сплотено членството кое е над готовс, спремно да ја брани државата од надворешните непријатели и од неговите домашни платеници. Лошото е што од овие драмолетки најмногу губи државата. Добро е што ова нема да трае уште долго. Твитерџијата Зоран Кардуло напиша: кој да не земе, Америка или Русија? Прашањето кое ги мачи патриотите, борци за независна Македонија. Твитерџијата Бобстар смета дека Македонија е независна и суверена држава. Сега чекаме да видиме што ќе каже САД. Фейсбук и Твитер се поле за мегдан кога станува збор најчесто за внатрешни политички прашања, но голема поларизација кај граѓаните постои кога станува збор за избор помеѓу Русија или САД.